Свето Спасовски порано бил весел човек и младоста ја поминал забавувајќи ги луѓето со своите музички инструменти, но животот подоцна откако ќе се ожени во родниот Прубишти и ќе му подари син, ќе му докаже дека не е само музика. На 7 годишна возраст додека неговиот син Далибор возел тучаче паднал и дознаваат дека боледува од епилепсија. Од тој период, како што кажува, овој човек заминува и неговата сопруга и повеќе не го гледа својот син. Цели 30 години од тога што и сам се бори и грижи за своето дете. Само ќе рече, да беше здрав, секи беше поинаку. Веќе нема ниту другари, ниту пријатели, сите поради состојбата го избегнуваат. Тој не е способен да работи зашто многу често паѓа и се повредува. Многу ми е тешко за него и не можам да го оставам сам дома за да не му се случи нешто. Се би дал и до крајот на светот би го однал да знам дека ќе оздрави. Ова семејство живее со минимални средства од нега кои ги зема за Далибор. Одбиен неколку пати за социјална помош. Имало и денови кога немал за леп. Условите во куќата се лоши, немаат ниту тоалет, па за таа потреба одат кај соседите. Затоа замолуваат да им помогнат сега кога им е најтешко, да можат макар малку да ја подигнат главата и да живеат полесно. Денес сме во Пробишти, ќе го посетиме семејството на Свето Спасовски. Од 7 години самоохрано го чува својот син, кој денес е болен и не може да работи. Болен е и Свето. Без ниту еден денар приход го поминуваат целиот месец, затоа одлучија да го стават срцето на дланка. Добар ден. Добар ден. Свето, се слушнавме по телефон и се имаш поудамно пријавено во Срце на дланка. Да, многу удобно, да. Веројатно имате и проблем што не се обраќате нам. Да. Што ви се случува? Се случува затоа што јас не сум добар, дете имам болно кое го чувам од 7 години болесна со епилепсија со падавици. Не можем никаде да мрдам, не можем да мрдам, не можем да работам, не можем да работам. Тој сега е возрастен? Да, 37 години. 30 години го чувате? Да, од 7 години јас го чувам сам себе. Не делуваат ли лекарствата за да му се подобри состојбата? Не, пак да би однапади. Кај не се го носел веќе во медицината, тоа е тоа. Имат ми кажа на кратко, мислам некаде во Србија, ми е рекол да нешто требало операција да се прави на глава. Од кај тие пари? Ова е куќата? Ова е куќата кај што живее. Ми кажавте дека сте сами со него? Да, да. Но периодов ниту вие не работите. Да. Епа како преживувате? Ние си знаеме многу тешко. Повеќе. Оваа куќа е ваша? Да, ова ми е куњата. Ова ми е собата. Ето тука живееме ние. И ова е синот. Ова е син. Што правите во текот на денот, Свето? Па ништо дома. Кај да одам? Не може да работам, не може да работам. Мора да бидам присутен со него. Не се знае кај него моментот може да му се стоши било надвор, било натре. Тоа ти е. Секаде се случувало паѓањето? Да, многу пати. Често во Бицења се случува, надвор на улица падне, забите му се искршени. Напред тоа. Секи беше поинаку да беше барем тој здрав. Ау, најсреќен човек е беволно да беше само здраво. Го молам Господ и ден и ноќе само он да ми биде жив, да ми се прави. Да беа овие слози радости. Најсреќен човек е бев. Но тоа ти е. Судбина ли е, не знам. Само многу и тешко да се живее сам, татко и си да живеат. Без женски пол дремаш во куќата кој да си направи едно јадење, да замета, да чисти. А кој ја одржува куќата, кој готви? Па јас. Вие? Колку знам и колку може. Можете. А како купувате кога не заработувате од никаде? Ништо, едино само што прима социјално 4-5 што зема социјално, тоа не за двајците. И за него, и за лекарства, за него и за мене. И ја по доктори што одам, со кичбата 2,5 години лувам, не може да работам. Морам да идам на операција, не може да ти на операција. За кичбата. Свето живеел полесно кога бил млад и заработувал од музиката. Господ ми даде златни раци и многу таленти, но не ми даде среќа да имам здраво потомство, ќе каже тој веднаш штом го прашате како е. Иако се оженил и го добил синот Далибор, сепак на 7 годишна возраст неговата мајка го оставила, а момчето возејќи тучаче паднало на земјата и оттогаш започнува неговата борба со епилепсијата. Цели 30 години, каде не го однесов за да го излечам, но неговата состојба е се полоша. Сега и порано, Далибор седи само дома, зашто каде и да оди паѓа и се повредува. Затоа веќе нема ниту другари, ниту пријатели, а како што ќе каже и самиот тој, ниту волја за живот.
Сијам, значи, оженет 84 години. Ми даде Бог машко детеце. Далибор, кој го спомнуваме почесто. И така да Сигурно бевте бев толку пресреќни. среќен, нели машко дете, прво викенд па машко. Така да од неговото реагирање, значи здраво право дете родено, 7 години, прв пат кога му се деси тука на уличката, со точок се водеше, доби напад, падна на улицата и преногиќи медицински кажува дека има епилепсија болест. Од тогаш на кај не сме го носили и по цркви, и по лекари, медицина, пчиња. Значи ништо не помага, затоа што пак добива напад. Од 7 години мајка му го остави и јас сум и татко и мајка за него. Зошто го остави мајката? Отиде во Куманово, се пожени таму. Беше убав живот, кога беше Југославија, да кажем. Во тоа време се бавев со музиката, свирев во кафани, много. Имаше се, ама сега многу тешко. Сега многу тешко. Тогаш заработувавте... Тогаш заработував. Да, тогаш заработував. Не можам да лажам, да криjem, затоа што тоа е моја пот што сум го работил. За над Бог што ми дал. На што свирите? Хармоника свирам и синтезајзер. И имаше се многу работа. Ден и ноќ јас сум свирал. Ама сега како па ме боли, се променија многу време и нели? Колку време не работите, не свирите? Па да не претерам, сигурно на 27 години. Додека он беше мал до 8-9 години тоа време. А во меѓувреме нешто друго работевте? Не. Порано сум работил, мисли, и молерајо сум работил, тоа ми беше во рацете. Ама сега не. Сега не може. Сакам да работам, не може. Не можам, ја секој втор треден сум ја на доктор инекција правам. А што имате? Треба да одите на операција? Кичмата? Треба да одам на операција за кичмата, што на 3, 4, 6 проштани ја мозочниот сршо на мене ми е тоа стеснено. И трни ми левата рака, нозете ми се ладни, топли. Некој пати одете, уште ми трнало дова, раците ми ладни, се ми ладно, дење ноќе се ми ладно. Догина да стоја, мене ми ладно. До пред некоја година имавте и жива мајка, родители? Да, мајка ми почина во Бугарија. Пред 7 месеци, татко ми 3 години како е починат. Полесно беше кога беа тие живи. Ви помага? Да биди, ја мислам дека секој родител на своето че да никој пат не би помислил лошо. Додека беше татко ми жив, добре не беше. Примаше пензија, помагаше му. Откако отидам, многу ми не да се со татко ми. Татко ми се мачил 30 и некој година рудник работил. За да научува. Тројица брак, една сестра. Никогаш не ја попера мајката? Не. Да, некој пат е прашал, али сега, одавна не. Не се каде чуе за мене. Падна во тоалето, во вецето таму, не може со кичма да дигне. Медицината ми викат, Љубомир Фршаровски, професор на ортопедско. Свето не смеш да дигнеш потешко, вика од 2 кила. Викне го на Кески 11 ден са, отиде до тоалетното. Не можам да го донесам, не е мал, 37 години, маш. Вика на Кеска од 2 носа, да го донесам тука во кревето во става. Устата пења. Колку пати брза помош на Кеска сум викал, дојде инекција му да дојде. Го носите и во болница често, во Штип? Да, и у болници има лежани, во Скопје и во Штип има лежан. И кога ќе дојдете дома сам, ќе го оставите таму? Тоа не е скажување, тоа е многу болно. Многу тешка реченица. Пошто јас знам кога се вратам од болница, а дето ми го нема дома. Плакам од 4 зида, што да правам? Само може да кажам благодарение на палама на Господа, што ми чува душа. Пошто ја не сум молите, јас сум 63 година роден, 61 година сум. Не е лесно. Тешко е самоките во стресови, травми. Тоа е не пожелувам на врдушно. Јас што го живеам животот, не пожелувам на врдушно.
Кога човек ќе рече дека ниту на душман не му посакува ваков живот, значи дека на вистина живее тешко и е под стрес. Свето тоа постојано го повторува и кажува дека нема ниту динар приход и често гладуваат со синот. Понекогаш јадат само лепи кромит или чорба стара по неколку денови. Навечер дури не може да спие и често плача. Во моментов не е способен ниту тој да работи, зашто треба да оди на операција за кичмата и не смее да го остави Далибор сам за да не падне. А најнечовечно и срамно е што немаат ниту бања и тоалет, па за тие потреби мораат да одат во оние на соседите. Сепак, како и секој родител, така и тој ќе рече: хуманоста и убавиот збор железни врати може да отворат. Кој сака и знае лек за мојот син, нека ми помогне, зашто за негов спас би отишол и до крајот на светот. Не е тоа еден ден, еден месец, една година, тоа се години. Тоа се години тие стресови за мене. Што се гледа и кој уште полоши нови нешта. Ја излезам доле до оваа. Јават мистер Бар, свето оди, вика, дете паднало, вика, доле, вика, на таа улица. Брза помош. Ја додека стигнам, што ќе бидеш у брзата помош? И јакна во ове крв целиот. Кој родител тоа ќе го, тој среќа го издржи. Целото крв. И отидам во здравен дом, кога го видам. Само вика, Господе, ти биде со него, ти го прави. Да го видат само живо и здраво да се справи на носи. Кога некој спомне неговото име, не може да издржа. Затоа што ми е најголемата надеж во живот. Најголемото богатство е моето дете. Сум рекол и ќе го кажам, јавно себе кажам го јавно. Кромит ќе јадам и леп, само оно да ми е живо и здраво. Да го видам и се правилно, да е живо и здраво. И не се откажувам од тоа. А како може да се подобри неговата состојба? Не знам. Не сум мокир за тоа што немам примање. А кога би имал? Крај света некаде да сум мокир со пари, ќе го однесам, ја ќе го снесам ризико, ќе подпишам, дали операција, дали било што, само да го видам живо и здраво да се прави. Тоа да исчезне него. Сега немате ни финанси, не земате социјална Не помош? земам ништо, социјално не земам, примања немам никаде, работам во Рудниково. Фалат ми уште 6 години за пензија. Кај тие 6 години направам пред да направам 15, за да имам на минимална пензија. Е, вие работевте во Рудникот? Да, 9 години работев, бев машинистра во Рудникот. А зошто не земате социјално? Социјално 2 пати е поднесено и таму во социјалното што се планите, викат, вака свето, вика, ти живееш со мајка ти, вика, мајка ти тебе те чува, ти зимаш на мајка ти пензија и за тоа, вика, одбијам се. Абе, луѓе сватат дека јас со мајка ми немам ништо. Еве сега, мајка му умре, татко му умре. Поднесовте откако се тие починати? Не сум поднесен, ја 2 пати поднесов и 2 пати сум суспендиран. По градот барам, дај вика те момам тако дете, вика чува, вика дај ми вика помогни вика со 500 вика да ми ги земам лекар. Мора да не смее без терапија да видам. Абе свето немам, тешко е. Еве ќе подим аптеките треба пари да што се земам така. Што ми луѓе познават во аптеките. Свето ќе ти дадам вика немам проблем вика. Кога ќе одиш вика донеси ги вика мора вика да ги унесем у каса парите. И сум икс пати земувал така. Ако некој преживее со 1000-1500 дена месечно, да не стане да не покажува што јадам. Лекички на превод енџурата, леке може. 2 дена јадам. Може ми не треба, еве ќе додам 140 дена не пари имам. Кај ќе одеш ти со 140 дена не пари? Такви лоши времиња животот дојде, што може ми не треба да го кажам, а кога ќе дадеме назад тоа што ќе дишиме, ќе треба да го платиме. Ако пукнеме, треба да го платиме тоа. Ја немам мирен сон. Ја по цел ног не спијам. Зошто не спиете? Па како да спијам, вика сега, лелеве чекај, ја ќе легнам. А што правам утре, како да седам утре? Само не знам до кај ќе стигнам со овие лекарства. Колку е корист, толку е штета. Далибор има пријатели, другари? Има другарчиња негови таму во школа, ама нели пошто одвоje со другарчињата не си редовно со нива да се дружиш и почнаа да го избегнат. Ти сега сам дома. Дали барем да спаднеме вика додоле мога да се вршам. Не вика дома ќе седам вика. Страго да шетат да. Парите се потрошуваат. Ама ние треба да видиме луѓе.
Први пат треба да гледаме ние здравието, да го спасиме човекот со здравието. А парата е пролог. Моето дете да ми живе здраво. Па мене ми најдобро, јас ќе го заработам својот леп бака да направам. Знам дека е моје, со мојот труд ќе го ја заработим мојот леп. Во овој момент може би најдобро да ви ја одобрат социјалната помош на вас, да ги поднесете документите, Не одобруват. да ви се помогне со храна, со Не знам, средства финансиски. Не се слушат, Кое време сме ние да немаме кај да се тушираме? Немате ниту купатило? Немаме ни купател. Зошто не е направено? Па не е направено. Овие рекоа дека ќе ги рушат, порано ќе ги рушат. И така остана. Овие Туалет се... да немаш. Туалета немаш. Мислам. Па како? Каде се бањате? У тај комшиски двор. У туалет. Отидеме таму, помало. И со сеќа ми не е пријатно. Никој не е дужен, некој треба да трпа да му идеш по туалет, нека друго. Започнав, еден мајче го најдекам, дави, викам, ако свето вика, не може вика без пари, вика да ти работа, вика не. И тоа што го почна да го прават цепки, што остави шолја до не вика свето плати си, вика, ќе го направим. А од каде да му не даме пари? Еден мајче ти денеска да ти работа денеска 2000 дена ќе ти земе. Од сабара до 8 сата до 5 сата 2000 дена ќе ти земе. Колку работи тоа? А кај се предметите? Шолја па болјар, па да купиш тоа, па плочки да го направи. Тоа пари се, од кај да знам сега колку тоа ќе кошта купател. Би ви се улеснил животот кога би ви се направил тоалетот? Па како не, кај хигиената ти е пола здравје. Ја не се срамувам. Кај сега да улеземе да стушираме сега? Надвор на улица. Треба да имаме една култура. Многумина додека не ги гледаме ќе ни ги присечат крилјата, а потоа ќе ни се прават пријатели дека се на наша страна. Тоа се луѓе кои сега ги гледаме, а следниот миг исчезнуваат. Такви се многу, кои сакаат да ни ги уништат нашите соништа, само затоа што не успеале да ги остварат своите. Но само еден ја одредува целта и го кажува крајот. Затоа да ги затвориме очите и ушите пред такви луѓе и да веруваме во себе секогаш, и кога сме на дното, и кога сме на врвот. Да не си го сакаш животот и годините, да се гушиш од проблеми и дење и ноќе, да молиш за корка леп за децата надвор додека тие спијат и за боца кислород во болница за да му купиш уште еден ден живот плюс на своето дете. Таков е животот на 62 годишната Асибе Ракипи, која покрај сите овие проблеми, веќе неколку години се мачи со проблемот со струјата. Откако нејзиниот пранешен сопруг, како што вели таа Донал Струјомер, со искористени киловати и долгот од потрошената струја од друг, мора да го плати лично таа. Долгот изнесува 8.000 евра, што за неа е преголема сума. По 2012 година живеела каде ке стигне. Кога лани одлучила да се врати во куќата која сама таа ја изградила, иако со се уште отворен долг за да не заврши на улица за да преживее, повикува човек кој ја поврзува струјата. Повторно добива казна овој пат од 400 евра и условна казна од 1 година за стореното кривично дело. Денес оваа жена, после сите бури, загуби и насилства кои ги доживеала низ животот, ќе рече дека повеќе не се живее ваков тежок живот. 43 години ќе додаде таа со семено насилство, елементарни услови, казни и молби за парче леп од народот, не е лесно да ги издржиш врз градите. Една колиба барем да имам со струја и едно залче леп во денот, доволно ми е да ја смирам душата. Затоа ќе каже, не плашите се од душманите, плашите се од оние кои сте ги мислеле за пријатели, зашто токму од нив го добивате најостриот нож во грбот. Денес сме во Бутал. Ке ви ја представиме животната сторија на Асибе, која што 5 месеци живее без струја. Вели дека не може нити да се испере, не може да се стопли, токму затоа денес не повика и сака да ја раскажеш својата животна сторија. Асибе? Да. Здраво, јас сум Оливера. Ве пријавија ваши соседи, веројатно, во Срце на дланка, со надежда дека ќе ви биде помогнато. Што е проблемот? Проблемот е целевена. Пошто еве 4,5 месеци, скоро 5 месеци без струја. Допред тоа живеевте полесно кога имавте струја? Допред тоа имав струја,
Си гледав мојот живот, девојчето исто така со мене. Изгуби девојчето работа и све изгуби откако оснема струја. И сега она повеќе кај пријателите си седи, ради тоа што Нема и дрва услови тук. немаме. И дрвата ни се потрошиле што ни дадоа хуманитарно од Калири таму кај Калер. И сега нема што да прави, мора да иде кај другарите, кај пријателите за да наполни некој телефон, некогаш ќе поспие кај нив, заради тоа што немам дрва, ладно времето да не се распори. Ете тоа. Вие сте социјален случај? Социјален Земате дури случај. пакети од хуманитарни организации? Од хуманитарно нешто по некој пакет, брашно, зејтин, такви работи си зимам. И социјално 4700. До март месец ми дава 6000 ради една сметка за струја се плаќа, не знам што. И тоа. Тешко живеете. Ништо, и така си живеам, што ќе најдем, пријателите некогаш малку нешто ќе ми помогнат. Тоа е, ќе ми довлечкат некоја даска, некоја иверица за да горам, да не се измрзнам тоа. Каде Тука живеете? може. Во оваа соба ли живеевте? Оваа соба порано јас живеев. Ама пошто кога врне све кипе ми го сруши табанот и кровот се искриви, пошто нема машка рака кој да го направи. И јас се преселив кај оваа куќата друга ќерка ми што ја направила за себе, ама пошто она се омажи, има 3 дечиња под Сирија, живее далеку, оваа ја заклуча. Јас се преселив привремено тука, додека не даде Господ нешто подобро. А вие сте разведена? Јас со маж ми не живеам, вонбрачно бев мажена со него 23 години. Он пиеше многу, не малтретираше, ни правеше проблеми. Последен пат ме удри со нож, ми ја пресече главната тетива од ногата и 2 месеци одвај со превести по болници, одвај малку се излечив, али на промена на време имам проблем. Оваа куќата тука се живеам и тука влага има, од надвор не е мачкано. Темно е, гледам. Не е мачкано. И димно време, џабе што да гори огинот, пак смрзнуваш како у комората си, а не у куќа. И струја, за струјата имам повеќе проблем. 2012 година дојдоа од ЕВН, тогаш беше диво вклучено саатот што го ставил маж ми поранешниот. Не беше на ничие име. Они ми ставија саат и дојдоа од ЕВН, ми викаат дали се согласуваш на твое име, дигитално да ти ставиме да го извадиме овој саат. Викам, под услов, викам, киловатите од овој саат искористен, викам, што ми го ставил мене поранешниот маж, да не ми ги бутнете во речење. Тогаш би прифатила на моје име да се води, викам, оваа сметките. Добро, вика, не се секирај, вика, имињата ги имам во листот, не се секирај, вика, нема да ти ги убачиме киловатите. Со тие киловати, ЕВН преземала мерки, ме тужеа у суд. Судски трошкови, извршители, све тие работи сум плаќала, од моја гладна уста сум владела, сум плаќала, за да се куртулам и докази му однесов дека тој саат не гласел на ничие име, што ми ги бутнале киловатите. Ме казнија 8000 евра, 1 година условно, малтретирање и ми исклучија струја. Значи, во 2012 година, кога се приклучивте на Диво, Не беше... земавте саат, сопругот донал саат, кој што е со Што бил искористени искористен, киловати. некој на некоја пријател друго му го име. дал, да. Искористен саат му дал на... И за сметка на тоа ве тужеше подоцна. Да, Ева. за тој саат мене ме тужија, ме казнија 8000 евра и година дена условна. После нема струја. За тие киловати што не ги користевте? Колку Тие киловати? киловати што не сум ги користела, мене ме осуди судијата година дена условно и 8000 казна ми бутна у сметка.
Асибе е родена во 1962 година. Учела само до 4-то оделение, зашто татко и веќе имал испланирано млада да ја мажи во странство. Сепак, таа, на не своја волја, во 20-та година од животот, била однесена во домот на сопругот во кој немало ниту вода, ниту струја. Згора на тоа трпела и насилство од него, кој подоцна го оставила. Ни солзи ке додаде оваа жена. Родила 4 деца, од кои едното на негови 16 години го губи, поради лошите услови во кои живееле дома. И така повредена и ожалостена откако го напуштила сопругот, се согласила да ја постават струјомер кој бил искористен и со потрошени киловати, кој подоцна ќе донесе и многу немери проблеми во животот, зашто киловатите што некој други искористил и ги тарифирале неа и морала да плати долг од 8.000 евра ако сака да продолжи да користи струја. Многу тежок живот сум имала. Секој ден со стрес, со малтретирање сум го живеала животот моите 43 години, значи пеков. Јас сум родена во Скопје. Пред земјотресот сум родена. Големиот земјотрес во Скопје кога било, Старото Панско поле кога беше порано. 4-то оделение ми даде школо, пошто татко ми не ми даваше застарен човек, беше порано. Знаеш како биле старите, не ми даде повише школа да учам, доста ти ја вика да знаеш едно писмо да пишуваш, ќе те мажиме, вика за некој што работи у странство. Така беше, живеев како девојче, на мајка ми помага по домаќинство, сестра ми мала ја чував бебе. Ја и реков на мајка ми да не ме мачи за овие луѓе, пошто ги осетив дека ќе патам тука многу. Она и покрај тоа што и го реков, после 3-4 дена без свадба, без ништо ме донесе тука. На колку години ве омаж? Па имав 21. 21 година имав. Ви се исполни пречувството дека нема да имате убав живот? Сум го осетила дека нема да имам добар живот. Неговата фамилија, кога ја видов и него, одма предосет имав дека јас со нив ќе патам многу. Сепак му родивте 4 деца? Родив 4 деца, неколку пати го напуштив, ама немав каде. И да идев кај брат ќе ми истераше, да идам кај сестра ќе ја притискав, немав каде. Сопругот често пати имав од него напади, проблеми. Он самиот ова местото, таа собата негова беше порано кога се омажив, немаше ни вода, ни струја, ни со извинење веќе, немаше кај да идеш да вршиш нужда. После полека јас си правев. Браќата ми дадоа мене тогаш 900 марки. Со тие парите од моите браќа јас ја ставив водата, ни вода не сум имала. Ништо. Едно дете изгубив, Елхам детето се викаше, едно убавко, како ангел. Јас сум црномањата, ама не сум толку црна, него малку од страдање и од проблеми сум поцрнала. Децата ми се плави. Па од белите дробови беше болен. Од бебе ми се разболе, пошто у влага живеев. Никакви услови со еден пијаница маж. Кога јадење, кога не јадење. Се разболе и кога го однесов на лекар педиатричен, он рече, вика, одма, вика, у болница да го носиш по пат и ти умра. И во болница кога го однесов ми рекоа дека десно крило му загноило скроз и левото тек почнало да загнојува. И тогаш беше доктор Нестеров, беше директор тамо. Он ми рече, ако сакаш да пробаме со операција, можда ќе има некоја нада да проживее. Ако остане жив, ќе живе. И ја потпишам. И од тогаш детето се излечи, ама нон-стоп под лекарска контрола, по болници со лекарства, со кислород и така до 16-та година. Дури и 8 оделение заврши. Така болен. Последните 2 години под кислород ми беше детето. Болницата ми помагаше кај што он одлежа, пошто болницата више беше како моја куќа. Нон-стоп сум висела тамо со детето. И они ми помогнаа, докторите, сестрите, сите го сака него како свое. Ми помогнаа кислород, секој недела дена по една боца, 2 ми дава од Козле болницата. Последниот ден прокрвара,
парчиња крв извади од грла. Остана дете без воздух, веќе давајќи душа. И петок од Цаваелето ме буди болницата на телефон. Дојди, вика, син ти, вика, дава душа. Сака да те види пред да умре. И ја додека се спремив, се тресев целата девојчето мала, ми беше 8 годишно, додека се спремив да одам, он веќе дал душа таму во болница. Пред да го видам детето, се напив еден тијазепам и отидов, го видов детето од таму. Докторот ми вика, сакаш дома да го носиш или во капела? Условите, викам, се никакви, викам, не сакам дома да го носам. Подобро ми е, викам, да го носам во капела, право од капела, таму ќе го закопам. Да најдам пари, викам, да го закопам, немам ни пари за закоп. И тие мои деца се малтретирани. Не е важно многу да отворам некои карти. Многу се малтретирани, под стресот живееле. Јадење што го јаделе, секогаш со солзи го плателе. Они си знаат, ја не им сметам, не им досаѓам, не сакам да им го упропастам животот. Они си имаат свој живот, млади се, син ми направил 38 години. Ни куќа има асална, ни женет не е, уште ни жена, ни дете, никогда нема. Ќерка ми малата 27 години сега направи, во јануар. Разочарана од животот, откако ми исклучија струја таа вечер, 2-3 пати падна, почна да бриши, ја реков скрана. Помоќот никого не сум имала. Како девојче имав златни работи. Прстенчиња, ланчиња, мендјуши. Искрено да кажам, имав доста. Откако ми се родија децата, ги продадов едно по едно. Останав без ништо. Налет тоа, само децата нека ми се живот. И за нив душа ме боли. Единствено, пожелувам од Господ на нив да ми ги штити и да им даде среќа. За мене не е битно која сум и како сум и докаде ќе стигнам. И така мене не ми се живее. Да ти кажам искрено, по тоа што сум го живеала, не сакам да живеам више. Само чекам ден за ден кога ќе отидам. Поради овие проблеми, поради овој услов на живот што го живеам, децата ми се разбега од дома, секој на своја страна. На крај останав сама. Има ноќи некогаш се гушам, има ноќи некогаш се плашам. Ете, тоа е проблем. Не ми се плача, али, ете, самата душа плаче. На 25 години ми обеле коса. Дубавина. А струјата мажму, ја земал не од некој човек што го знае таму искористен струјомер, што го користел некој си не знам кој, со тие киловатите го бутна да користам ја струја. Ја им кажав на тие од ЕВН дека тие киловати ја ги немам потрошено и тој струјомер не беше на моје име, на ничие име не беше. Диво вклучено беше. Од ЕВН кога дојдоа, дали вика сакаш да се согласиш да ти пуштиме вика струја, ова дигитално да ти ставиме? Викам се согласувам на моје име да биде, викам, ама овие киловати од искористениот саат што го ставил мажми, не сакам да ми ги бутнете во решение. Немај гајле, вика, тоа нема да ти го направиме. Они ми рекоа така. И јас се согласив решение да се води на моје име и дигиталното на моје име. 1-2 месеци имав струја со тоа новото дигитално, кога после ми доаѓа сметка 8.000 евра треба да платам ЕВН. Од кај викам сега ја овие пари, кога ги потрошив преков тие пари што ми дошле, кога они мене застарен долг, демек за саат од стариот што ми ги бутнале, ги имам и минјата на тие двајца што ми го направија оваа ујдурма. Отидов, и јако не зборам со мажми, отидов на мажми, дојди, викам, докажи дека ти си го ставил тој саат. Зашто мене, викам, да ме криват, да ме тужат?
Дојде мажми и им кажа, вика, ја вика тоа, вика од еден пријател го земав, го искористен сад, го уклучив. И покрај тоа судиката нечеше да прифати. На твое име, вика, сега струјата се води, ти си, вика, одговорна за тоа да ги платиш. 8.000 евра, плюс една година услов да ми дај тоа. И ги плативте ли тие 8.000? Не сум ги платила, од каде? Од каде да земам ја да ги платам тие? Застарен долг е тој. Еве има од 2012, колку доаѓа тоа, 12 години и више. Ја не сум ги потрошила ја за да го платам. Ја не живеев тука, повеќе бев кај девојчето, она живееше под Чирија. Малата, да. Живееше под Чирија. Идев повише кај неа бев, отколку тука струја немав. И немаше веќе, остана без работа, немаше веќе услови да плати Чирија. Дојде девојчето тука кај мене пред 2 години. Ај, викам, најдов еден човек, привремено, да ми уклучи струја како што беше, на тоа дигиталното, една жичка како ставил, не знам како го направил, му дадов 500 денари. Ај, викам, привремено, дур не се најдеме малку со пари, за да идам во Војвона, да им кажам да дојдат да ми пуштат струја, да платам таму нешто. Они мене исто ми го направија, некој од комшиите, за инат ми го направил. Ми кажа полиција и Евана дека комшиите ме пријавиле. Знам кој се. И они ми рекоа дека комшиите те пријавиле дека крадеш струја, вика, и затоа дојдовме да те исклучиме. Они кабловите ги откорнаа од бандера, струјомерот ми го зема и останав пак без струја. Кога после неколку дена ми доаѓа казна 25.000 денари да платам. Отидов таа казна, се позаимив, отидов ја платив. Откако ја платив казната, утре дента пријава у полиција ми пушти евена за истата таа казна. Доаѓа полиција, ме вика, зашто, вика, 3 покани ти праќаме, вика, 2 се потпишани на твое име, а не си дошла, вика, на разговор. Како, викам, ти ме викна сега на телефон, ја одма дојдов, викам, ја покани немам добиено, па вика некој ги потпишал на твое име дека си ги примила. Немам, викам, шанси, викам, ја да сум примила покани. Комшиите и поканите ми ги краделе. За да немам доказ дека ме вика полиција. И ја му кажав на инспекторот, јас сум ја платил казната, еве ти докази и тие документи што се платени, зашто, викам, мене да ме малтретирате по станиците. Па вика, ова, вика, го немаме, вика, од Евона дека е платено. Еве, вика, прочитај. Социјално зимам до март месец 6.000, од март месец 4.700. Тоа идам кај што има хуманитарна помоќ. Таму ќе се пожалам, ќе им кажам во каква состојба сум. Сум им рекла, ако не ми верувате мене, дојдете да видите каков ми е животот. Ќе се уверите сами дека навистина сум во критична состојба. И они ме запишуваат таму, дали за дрва да земам, дали пакетче зејтин, брашно, шеќер, све што ми треба, во Црвен крст исто така. Некогаш и во католичка црква идам. Работев кога можев да заработам некогаш некој динар да извадам. По жени, по фирми ќе идам, ќе исчистам, ќе земам некој динар, ќе ги хранам. Ја гладував, нив не ги оставав да ми гладувам. Ако вечерта немам што да им дам за сабајле, уште додека спијат, ја идев у продавница, ги молев по продавници луѓето, за да ми дават вересија, да им направам нешто за јадење, за да ги хранам. Некогаш не сум имала услови да купам што ми треба. Све со маргарин, лепи маргарин ќе им давам или лепи шеќер ќе им направам со чај ќе јадам. Сакам мир во животот, струјата да ја имам, мир во животот и подалеку од некого тука што се блиску до мене. Што подалеку? Една колиба нека ми дадат. Знаеш што е колиба? Толку ми е потребно мене. Подалеку од тука, од све. Ми се згадил живот од самата себе. Толку сте разочарана, Асиба.
Децата нека ми се живи, здрави, какви и да се такви се, пропатиле и оние заедно со мене. 24 сата со солзи сум го поминала. И да сум сакала да се радувам, не сум можела да се радувам. И покрај таа тага што ја поминував, што плачев секој ден од маж ми и од некои луѓе, ја до даска пуштав музика, мислеа луѓето ја се веселам, а ја дома кукам плачам. Да не ме осети никој, да не ме слуша никој. Големите луѓе не ги подценуваат другите. Тоа го прават само ситните души кои зграбиле парче влијание или власт зашто ниту се чувствуваат сакани, ниту па го знаат поим оценење. Затоа кога ќе се најдете во ситуација некој да ве подценува или понижува, не возвраќајте им со иста мерка, сожалете ги, зашто таквите луѓе се повеќе за жалење отколку вие, а на оние повредените Бог ќе им даде сила и мог да издржат, преместувајќи ги од местото каде гледа дека не се посакувани.